Господине Стојановски, вие важите за еден од најактивните пратеници воопшто од целата постава моментална во Македонското собрание и еден од, се разбира, најактивните на ВМРО ДПМН. Последниве денови некако кулминира тие, како ги нарекуваат народски собраниски заврзлами, што со сите оние избрзани закони и законски решенија. Меѓу нив последен беше и се уште актуелен е оној со кој што на Макпетрол треба да му бидат исплатени 33 милиони евра за Гама. Вие бевте еден од тие најбучните кои што преседавте денонокно, се боревте во собранието за вашите партиски ставови. Која е вашата гледна точка? Зошто го правите тоа? Ви благодарам на прашањето и на можноста да дискутирам со вас на вашиот ценет медиум. Имено добро кажавте, ова со Макпетрол беше само кулминација на едни процеси што се случуваат откако е востановен овој собраниски состав. Имено на индиректно насилие кое што го спроведува мнозинството врз опозицијата, на непочитување на ниту една одредба од деловник, ниту во рок на закажување седници, ниту давање можност на пратениците да се спремат, буткање закони на сила, буткање закони со европско знаменци и да биде, еве би кажал безобразието најголемо, се обидува да протнате на незаконска спогодба надвор од сите воспоставени норми, а тоа е собранието да изгласа спогодба помеѓу државата и Макпетрол, за на Макпетрол да му се условно кажано подарат 2 милиарди денари народни пари или 33 милиони евра за апсолутно нешто кое што е направено тотално противзаконски. Ниту постапката на разделба е направена како што треба, ниту вештачењето е направено како што треба. Тој гасовот е доста амортизиран, 25 години е стар и ние условно сега треба заради одредени тесно политички интереси да им подариме на таа компанија 33 милиони евра, како што кажав, и ние изгледавме како да сме собрание на акционери на Макпетрол, а не како да сме републичко собрание во кое што треба да се отвараат најважните теми за граѓаните. Еве конкретно ќе ми дозволите да направам една паралела. Во моментот додека ова интервју се снима, имаме можност и ние поднесовме предлог да разговараме за состојбата на тутунарите. Сега тутунарите ќе имаат проблем, ќе се бараат донации за брза помош на Facebook, нема да има вакцини, последни на Балканот, последни во регионот сме кои што добиваме вакцини, ќе имаме апсолутно катастрофално сценарио во здравството, во образованието ќе се укинуваат предмети, народот ќе живее на минималец, а ние ќе ги богатиме тие компании за баснословни суми. Инаку еве да ви открием една ексклузивна информација. За таа сума на средства е предвидена за во овој буџет, кога ќе сме задолжени над 920 милиони евра, кога имаме историски дефицит, и токму затоа владата во собствените приоритети одвојува дека треба да помага телевизии блиски до незе, а не да го помага народот. Ние успеавме со сите демократски инструменти кои што ги имаме на располагање. Морам да кажам дека, како што кажав, имаше индиректен притисок, ни се закануваа, ќе работиме до сабајле. Седницата траеше од околу 9 часот изутрина, ако сакате да верувате, само 4 пратеници од мнозинството остана. Од оние закани дека ќе не држеле, никој не се најде повикан да ни одговори дали нашите тврдења се така или не, и се изгледаше дека тие луѓе кои што седеа добиле директна партиска инструкција од Зоран Заев дека ова мора да помине без разлика дека е противзаконито и дека утре некој може да одговара. Она што би сакал на крајот да го нотирам е дека таа спогодба има добиено и негативно мислење од државното правобранителство, и затоа утре некој може да биде повикан на одговорност. Така да ја искористувам можност уште еднаш да апелирам до пратениците од мнозинството да не се надеваат дека вака спогодбите кои што се структурирани со една цел да богатат олигарци блиски до власта ќе поминат неказнето и дека првиот момент кога ќе се врати правдата во оваа држава некој ќе биде повикан на одговорност. Тоа исто сакав, ми беше наредното прашање. Дали би можело да биде направена некаков вид на ревизија целиот овој договор, бидејќи нели на почетокот беше од 100% собствеништво на Гама, 54% беа на државата, 46% на Макпетрол, за потоа тие да бидат изедначени. И како се дојде воопшто до сумата 33 милиони евра? Ако знаеме дека целиот проект има многу пониска вредност. Видете, до сумата од 33 милиони евра се дојде преку тоа што Бирото за судски вештачења, кое што е апсолутно ненадлежно да вештачи, има провештачено, има дадена таква сума,
а реалната вредност на тој гасовод е 18 милиони евра. Значи ние како држава им подаруваме 14 милиони евра плюс, како што кажав, на амортизиран гасовод кој што е 25 години стар. Само за споредба 1 километар нов да се изгради, таков, чини 400.000 евра, па сега ние можеме да проста математика да извадиме, ако за 25 километри гасовод им плаќаме 33 милиони евра, колку всушност ние надплатуваме целата таа работа. Еве ќе се повикам на едно експертско мислење, за среќа имаме таква можност во собраниските клупи да е еминентен професор по право како Гордана Силјановска-Давкова, која што исклучиво тврдеше тврдење потпрено врз нејзиниот долгогодишен стаж како професор на правниот факултет, еден од најценетите, па еве тука слободно би се повикал и на ставот на професорот Апасиев, кој што е професор по римско право, каде што укажуваат дека самиот наслов на законот е погрешен, а не па суштината. И тоа како ќе има одговорност, и токму они сакајки да ја таа одговорност пренесат на некој друг, одбиваат да го потпишат. На таа спогодба не е потпишан ниту министерот за економија, ниту министерот за транспорт како ресорни министерства кои што обработуваат одблиску оваа тематика, не сакаат да се потпише ни Зоран Заев, и токму заради тоа сакаат да го пратат ова како кукавичко јајце во собранието, за утре некој да биде абдициран од одговорност, ама тоа нема да се случи, заради тоа што не се работи за мала сума, а дури и да е за 1 денар, туку се работи за 2 милиарди денари пари на граѓаните, кои што сега во оваа пандемија може многу посуштински да се искористат. Вашата целодневно и цела ноќ вашата борба во собранието, нели заврши онака како што заврши, ви беше исклучено дури и парното во собранието. Дали го гледате тоа како некоја форма на притисок, и исто би сакал да ве запрашам, сите оние закони што власта упорно ги бутка со европско знаменце, бидејќи не може да нема двотретинско мнозинство во собранието, беа нотирани во последниот извештај на Европската унија како дел од нив дека се некаква злоупотреба. Така е. Со какви се форми на притисоци се соочувате тука? Видете, прво мора да расчистиме дека она мнозинство тенко кое што го имаат е навистина тешко да се обезбеди, и тука ние поминуваме низ епизоди кои што би можеле вака доколку се обработат да личат на една добра трагикомедија. Често ако закажеме пауза од 15 до 30 минути, таа се прераснува во паузи од 2 до 3 часа, додека тие луѓе не го обезбедат потребното мнозинство. Инаку нивните добро познати форми на притисок се буткање на сила закони со европско знаменце, условно кажано одреден филибастеринг на читање на партиски соопштенија кога треба да дебатираме за суштински проблеми на граѓаните. Европското знаменце во суштина го злоупотребуваат заради тоа што, еве да бидам појасен за граѓаните, тоа е една можност согласно деловникот која што предвидува скратен рок за дебатирање на некој закон, дека колку и амандмани опозицијата или било која засегната страна да поднесе, има само 3 дена да дебатира по тоа прашање, и тука ја исклучувате вие можноста да се вклучат оние таргет групи кои што се засегнати со тоа законско решение или граѓаните, и на условен начин правате, создавате димна завеса и ја задушувате дебатата. И сите оние потребни, насушни потреби кои што ги има граѓанството или фелата која што ја обработува тој закон, нема можност да ги администрира барањата. И токму тоа е нешто кое што се нотира, како што кажавте вие, и од извештаите од Европската унија, и е пракса која што мора да запари. Тука не се абдицирам од одговорност, тоа се случувало и од порано, ама не смеат одредени постапки кои што биле порано лоши да служат како изговор за создавање на нови пракси. Заради тоа што во политиката се е мирливо, особено кога имате мнозинство кое што е волку тесно, а кога внатре имате, верувајте, огромно незадоволство од коалиционите партнери, чии што барања не се исполнети, односно кои што биле изважани. Така да мене ова ми изгледа дека оваа селотеп коалиција нема да трае уште многу долго, а ваквиот начин на условно кажано вршење притисок во опозицијата нема да успее, од проста причина што тие луѓе не се навикнати да работат. Ова кое што беше прикажано од опозицијата во соработата со ГАМА е само почеток, и ниту еден закон кој што ќе го тангира народот или народните пари нема да им помене како што се надеваат или со нивните трикови. Ние имаме можност, ние сме за тоа избрани, тука да работиме, да дебатираме без разлика колку часа. Ние имавме можност и ги повекувавме седницата да трае се до оној момент додека е потребно. Дали било тоа 20, 30, 40, 50 или 60 часа, али она кое што треба да го знае народот, заслужува да го знае. Ние како опозиција, тоа не е суштината во парламентов.
Пред 10 дена во ова собрание беше изгласан буџетот за наредната 2021 година. Вие имавте еден од најенергичните настапи. Буџетот е нешто над 4 милиарди евра, рекорден до сега. Задолжувањата како на домашниот пазар хартија од вредност, така и од меѓународни финансиери е рекордна сума, меѓутоа капиталните инвестиции се на најниско ниво до сега од сите буџети. Така. Може ли економијава, државата да го издржи тоа, ако едноставно не се инвестира во елементарни работи како што се училишта, болници и патишта? Видете, сите економски стручњаци велат дека ако одредена држава е во рецесија, може да излезе од незе ако се потпрена 3 постулати. Тоа е странски директни инвестиции, капитални инвестиции, дигитализација. Не дека ова е субјективно опозиционо мислење, но ништо од тоа што е напишано во буџетот нема да излезе така како што е напишано или испланирано, за жал. И јас ве уверувам дека во вториот или третиот месец, најмногу во наредната година, ние ќе бидеме приморани да правиме ребаланс, каде што сите тие ставки кои што сега беа искористувани за добивање одредени поени во јавноста ќе бидат издишани како балон заради тоа што се поставени на важни основи, односно на основи кои што апсолутно немаат никаков начин да бидат остварени. Морам да констатирам дека ние веќе на непочната година сме задолжени 564 милиони евра, а ако еве ги земеме во сериозно ние најави од премиерот кој што веќе четврта година го најавува оној клинички центари, доколку се ефектуира тој заем, ние ќе бидеме повторно 1 милиарда во минус наредната година, кое што земено во опсегот нашата економија, веќе ќе се уцврстиме како високо задолжена земја согласно Мастришкиот критериум кој што е над 60%. Што е загрижувачки за граѓаните, дека онаа приходна ставка од 4,1% апсолутно нема шанси да се исполни, заради тоа што доминантно е потпрена врз реализација на даноци, врз реализација на глоби на граѓаните. Вие не можете да планирате дека ќе ги казните граѓаните сума која што сте одредиле или дека ќе приберете толку даноци во посткризна година, нешто кое што не се случило ни 2009, 10, 11 и 12 година, кои што се години кои што имаше силна економска и светска должничка криза, освен ако не го правите тоа што се случува сега со сообраќајната полиција во сите катчиња на Македонија, ќе се казнува на ангро, ќе се казнува секаде. Она кревко стопанство што ни остана заради промашените мерки, ќе го посетуваат инспекциите секојдневно, ќе ги казнуваат секојдневно, а тоа не е начин вие да одговорите на предизвиците кои што се поприсутни. Нажалост, морам да констатирам дека не се намалени ставките за вработување. До година оваа држава ќе даде 24,5 милиони евра повеќе од 2020 за вработување. 21% се зголемени ставките за привремени вработувања, за мебел, за набавка на возила, додека оние капитални инвестиции се истите оние кои што се пресликуваат изминативе 4 години, а за кои што нема апсолутно никаков напредок. Ке ми дозволите само да ве дадам еден пример. Оној критикуван автопат Кичев Охрид, ВМРО ДПМ некога ја напушти власта, остави 3 автопати, едниот беше 99% готов, ако се сеќавате онаму каде што се играше чочек, се што требаше да се направи само да поминат камиони да ја исчистат прашината од автопатот. Миладиновци Штип комплетно готов автопат и Кичев Охрид, кој што верували или не, до сега има над 150 милиони евра подпишани анекси. Нели прво беше крива трасата, па сегашниот министер призна дека не била крива трасата, па требало да се направат клучки, па клучките никаде ги нема и останат на 60%, односно за 6 месеци во 2020 година потрошени се само 4,7 милиони евра. Еве, вие сте еден респектабилен медиум, каде да поминете низ држава, нема да сретнете дека на некој проект работат 1200 работници, дека има 500 машини, како што беше случај со тој проект. Коридорот 8 е проект кој што неколку години стои, кој што апсолутно нема никаков ефект. Пругата кон Куманово исто, нема ниту еден нов проект кој што они имаат можност да го во изминативе 30 години испроектираат, истендерираат и започнат, или еве како што имаме можност ние да ги прашаме, нема одговор. Они секогаш велат 11 години бевте на власт. Да, точно е. Еве да речеме, они се скоро 4 години за неколку месеци. Сите оние проекти кои што ги има во програмата за живот во 2016 година, безмалку требаше сега барем 20-30% да бидат почнати и да бидат ставени во градба. Ниту еден проект нема и тие капитални инвестиции служат само како пумпање на ставката, која што при вториот ребаланс кој што несомнено ќе се направи во летото,
ќе бидат пари кои што ќе бидат одземени од таа ставка и ќе бидат додадени на ставката за исплаќање на плати на така препартизираната државна администрација која што во моментов планира или е во постапка на примање на нововработени. Тој буџет обезбедува плата за партиски војници, ама замислете не обезбедува нови пари за набавка на нови амбулантни возила. Не обезбедува пари за реновирање на болници, па така да Кичевската болница ќе остане така како што е, ќе се примаат повторно ковид пациенти во шатори, Битолската болница ќе треба да се стават чадори за да не прокапува, клиничкиот центар ја ви гарантирам дека нема да почне заради тоа што оние бомбастични најави ќе бидат соочени со суровата реалност, таму нема техничка документација спремно, таму не е почнато со проектирање, патиштата до таму не се направени, комуналната мрежа не е реализирана. Така да очекувам во духот на изминативе 3 години наредната година да биде апсолутен неуспех во реализација на капитални инвестиции. Прашање, нареднава година ќе биде посткризна или повторно кризна? Ве прашувам од аспект што со буџетот за нареднава година, еве конкретно за короната, планирани се за имунизација 9 милиони евра, збориме општо за сезонски грип. Меѓутоа, од тие 9 милиони евра, некаде 5,5-6 милиони евра се за корона, тоа се доволно пари да бидат набавени 800.000 вакцини, што се доволно за 400.000 граѓани да бидат вакцинирани. И сега, ако ви е нужно прашање, ако целава криза ја задолжи држава 2 милиарди, а нас не се потребни, не знам, некаде околу 22-3 милиони евра да биде имунизирано целото население, вие одвојувате од овој буџет само 5 милиони евра за да бидат имунизирани, тоест вакцинирани 400.000 жители. Потоа исто за амбулантни возила кои што исто беа ставени во годинишниот буџет 2020 година, меѓутоа нели имаше пар донации, меѓу кои што и од премиерот Заев, нели лично он донираше возило, Струмичката болница, меѓутоа се тоа беше стопирано затоа што ние ќе добиеме донација од Кина некаде февруар-март месец 60 амбулантни возила. Генерално народот се чини некако дека е оставен на цедало. Збориме и тоа придвижување на економијата, ако знаеме дека еве ги сите европски држави ќе воведуваат оној, како го нарекуваат, корона виза. Ќе мора да бидете вакцинирани од корона за да можете да патувате. Ако бидат вакцинирани само 400.000 граѓани, тоа значи дека 3/4 од држава нема да може да излезе од тука. Тоа значи помалку работа, аеродромите ќе имаат помали приходи, ќе имаат помалку патници. Вашите забелешки во собранието не ги прифатија. Има ли некаков, не знам, некаква комисија во собранието што вие би можеле да ја побарате, да биде формирана за да се решаваат сите овие проблеми? Така е, се согласувам, многу добро прашање, дали ќе биде посткризна или се уште кризна година. За момент се позамислив како да ви одговорам, гледајќи дека онаа имунизација или вакцинација е тек закажана за третиот месец, кога можеме да видиме сведоци дека сите земји во соседството и во Европа веќе на големо го започнаа процесот на имунизација. Прочитав пред да го почнеме интервјуто дека само за еден ден во држава Израел, држава можеби вака како демографски слична, со слични карактеристики како нашата, за еден ден се вакцинирале 100.000 лица, нешто што за нашиве услови со сегашниот менеджмент е апсолутно незамисливо. Видете, кажавте дека ние имаме буџет од 4,2 милиарди евра и покрај тоа што сме задолжена, високо задолжена држава и покрај тоа што многу средства се трошат ненаменски, сепак ние сме доволно способни и тука имаме доволно квалитетни луѓе за да сами си ги обезбедуваме нашите потреби, а ние станавме, простите ми изразот, држава која што треба да питачи и да се моли по одредени ходници за да ни дадат она што и нормално не следува. Па така да и вие во вашето прашање неколку пати го спомнавте зборот донација, да треба да постојат донации, ама не можете вие целата политика на вашата држава да биде потпрена само на тој збор. Повторно ќе кажам, не се работи. Овие луѓе не се навикнати да работат. Они ова го разбираат како одредена привилегија, каде што додека се на функција треба да направат нешто за себе си, за сопствените семејства, а не за народот. Имаме ние тука многу комисии. Имавме комисија за финансирање и буџет, имаме комисија за здравство, имавме можност да дебатираме за нашиот предлог за составување на комисија од 11 члена. И додека беше тука министрот Венко Филипче, наместо да отвориме здрава дебата со ние еминентни доктори кои што се пратеници во собранието, дали биле од ВМРО ДПМН, дали биле од СДСМ, сите подеднакво имаат забелешки, човекот го искористи
сопственото време тука да се навредува со пратениците, односно се обидуваше да се направува со сам себе си колку може повеќе да ги навреди пратениците на опозицијата, а без малку арогантно и самобендисано како да најдобро се справило со кризата, а некако да имаме над скоро 80.000 луѓе кои што се заразиле со коронавирусот, катаклизмичен број на луѓе кои што го загубиле животот, активните болнини се во моментов колку што они велеа дека ќе биде пикот. Така да, ако идеме по она кое што го кажа Зоран Заев, ваква име на нив логиката, еве само ќе го интерпретирам неговиот настап во една од популарните телевизии каде што имаше интервју, човекот вели: ако идеме ние со ова темпо, очекувам народот да стегне колективна имунизација. Значи, не гледаат они да го нападнат коронавирусот и да го пресретнат, туку они буквално го оставаат народот сам на себе. Човекот мртов ладен си кажува: еве денеска ако има 1000 болни, негде се проценува дека бројот е по 10, отприлика 10.000 луѓе кои што на дневно ниво се заразуваат, па ќе стекнеме колективен имунитет, кој преживее, кој не. Тоа е тоа. Сега буквално со таква леснотија Зоран Заев говореше за оваа пандемија, нешто што за мене е апсолутно непоимливо. Гледајќи го перформансот на нивните активности, начинот на кој што работи, се она што го направија до сега, морам да кажам дека можеби ќе звучам разочарувачки кон граѓаните на Република Македонија, ама јас не очекувам Македонија брзо да се исправи од оваа криза, заради тоа што ако целиот свет ќе запре на вториот бран, ние кај да е веќе ќе почнеме да го имаме и третиот, ние никогаш не сме запреле. Тука доаѓа и економијата и тешките последици. Народот, државата не е способна со едни вакцини со грип да го имунизира народот, а можете да замислите како ќе биде кога ќе треба да се вакцинира доста голема бројка за доста мал број на денови, така да за жал немам позитивни вака предвидувања за наредната година. Можеше, требаше држава да биде поспремна на се ова, имајќи го во предвид она што Скопје имаше готов проект за клинички центар кој што беа одобрени пари од меѓународна институција, кредит кој што сегашната власт реши да не го искористи тоа, да не ги искористи парите, држава исплати, ако не се лажам, некаде околу 2,5-3 милиони евра казна за тоа што не беа искористени тие средства. И уште еден поголем проблем што во Штип има готова карабина, нов клинички центар, која што веќе 3,5-4 години зја е празна и не е мртната со ништо. Има ли пари во буџетот, во ставките за тој клинички центар? Не, она што би сакал да кажам, они ветуваат нешто кое што ако ги погледнете ставките, споредено со 2020 до 2021 година тие ставки се намалуваат и за клиничкиот центар во Скопје и за клиничкиот центар во Штип. Исправете ме ако грешам, но јас чинам дека проектот, готовиот проект со сите оние предфази и фази за само да се почне и да се распише тендер за изведувач и тоа да се изведе за клиничкиот центар кој што беше проект на ВМРО ДПМН, чинеше 170 милиони евра, додека овој комплетно нов. Јас сум по некоја случајност од Ѓорче Петров и добро го познавам конфигурацијата на теренот каде што требаше да биде тој клинички центар. И еве ќе ви кажам, таму, верували или не, на сред локација плац има градоначалникот на општината Ѓорче Петров, нешто кое што со кревањето на цената или со самото планирање на просторот, прво човекот може да се испланира некој објект од компатибилна намена за да може да го уновчи или само да му се дигне цената на имотот при онаа потенцијална експропријација. Нема направено ниту предфаза, ниту никаков проект во фаза на подготовка за изградба на тој клинички центар. Тогаш да почнеа да ја надминеа суетата, сега тој клинички центар ќе беше веќе можеби 80-90% готов и голем дел од тие клиники ќе почнеа да работат. Еве вака јавно нека ми одговорат, од овој корпус на клиники кој што е присутен сега, на овој стариот, условно кажано, клинички центар, се реновирани и се направени од ново. Клиниката за гинекологија, што ќе се случи со тие клиники? Тие се пари на граѓаните, ќе ги срушиме? Кога можевме само да ги поврземе со проект кој што е поминат на ревизија, кој што имаше високи оценки, понатаму тој е близоки до железничката станица, до меѓуградската автобуска станица, тој е клинички центар не само за граѓаните на Скопје, туку за граѓаните на целата Република Македонија. Морам да истакнам дека тоа што се направи само колку да нема продолжение на успешните проекти на ВМРО ДПМН. Еве тука би сакала да искористам можности да продебатирам за една друга работа. Имено во приходите на буџетот се ставени две ставки кои што апсолутно се суводи
цело да се стави нешто за кое што не се знае колку средства ќе се инкасираат, тоа е продажба на државно земјоделско земјиште и продажба на државни претпријатија, така наречени загубари, меѓу кои е Телеком. Телеком прво не е загубар, добро знаат граѓаните што значи тоа. Јас им дадов еден конкретен предлог заради тоа што многу го сатанизираат проектот Скопје 2014, меѓу другото, таму има и 29 објекти кои што сега ги користат државните институции на Република Македонија, кои што претходно плаќаа кири на оние олигарси. Има 6 катни гражи и 2 подземни гражи. Јас им дадов предлог на мнозинството, еве наместо да продаваме државно земјоделско земјиште, да продаваме загубари, условно кажано, меѓу кои Телеком, можете да претпоставите дали е тоа загубар или не. Ајде да ги продадеме тие 29 објекти на државните институции, нели тие се делото на срамно под наводници минато на Скопје 2014, ќе успееме да собереме пари, ама потоа тие државни институции да ги вратиме на старите места и да ги превземеме трошоците кои што пред тоа ги имавме плаќајќи кирии и богатејќи ги луѓето, кои што еве гледаме сега се блиски до владата на СДСМ. Ми беше одговорено, ама кириите се скапи. Ден после гласањето на буџетот ние можевме да видиме дека, замислете, владата го купува објектот на ПУИК за 14 милиони евра за таму да смести неколку државни институции. Па сега решете се луѓе, лошо е или добро е? Сметам дека наместо да продаваме компании на луѓе кои што поучени од 90-тите велува со Мак Петров и Гаманија и така како пример, ќе ги земат, ќе ги остават луѓето без работа или како што никаде во светот не се приватизира земјоделско земјиште, ако тие објекти се толку лоши, да ги ставиме на продажба, да инкасираме средства, државата ќе се расчисти од тој, како што велат они, непотребен багаж, ќе инкасираме доволно средства. Али, пак ќе кажам, тоа е едно владење на купи ден продај. Луѓето немаат јасна визија, луѓето не знаат од кај сакаат да тргнат, што сакаат да постигнат и кај сакаат да завршат. Али воедно морам да им признам дека имаат визија, а тоа е местење на криминални тендери и богатење на онаа бескрупулозна фамилија Заеви, која што ги има окупирано скоро сите институции и сите оние бизниси кои што на некој начин може да донесат принос на нивната фамилија. Дали се тоа како ќе се одрази на држава сето она неинвестирање во инфраструктурата? Ако земе во оглед законот што треба да биде изгласан во собрание, со кој што на Мак Петрол треба да бидат 33 милиони евра исплатени, тие влегуваат во капитални инвестиции за оваа година. За нареднава година влегуваат средствата кои што ТАФ требаше да ги инвестира во аеродром, во карго аеродром во Штип. Македонија 2008 година, ако не се лажам, беше подпишан договорот со ТАФ. Некако прва од регионот ги приватизираше аеродромите, успешен модел, у кој што гледаме дека од 400 и 500 илјади патници се стигна до речиси 3 милиони патници. Некако Штипскиот аеродром требаше да улесни таа комуникација на бизнис секторот од сите оние земјоделски продукти од Источна Македонија да бидат пласирани на странски пазари, а истовремено да функционира како и резервна варијанта на Скопскиот аеродром, ако земеме во предвид дека тој континуирано тој зимски период има магла, меѓутоа со новиот автопат беше некое растојание плюс од 25-30 километри и релативно брзо би се сервисирале сите тие патници. Да, сега владава одлучи да се подпише договор со ТАФ, анекс на договорот и тие средства да бидат искористени за некаква канализациона мрежа, водоводна мрежа и знак прашал нека кои се ги имате ли вие увид кои се ќе ги на кого ќе ги потрошат тие пари, кои фирми ќе ги изведуваат тие објекти? Дали се отвара сомнеш дека пак тие фирми ќе бидат блиски до свитата на власт? Така е, видете, прво морам да надополнам кога зборувавте за аеродромот, тоа е еден успешен модел кој што ја го превземаа неколку земји во регионот и морам да истакнам не само што се зголеми бројот на патници, туку ТАФ аеродромот во Скопје неколкукратно добиваше награди за најдобар аеродром до 2 милиони патници на годишно ниво. Понатаму морам да потсетам на сите оние нискобуџетни летови кои што владата на ВМРО-ДПМН ги донесе до многу дестинации во Европа во обид да ја приближи македонската дијаспора, неколку пати годишно да доаѓа тука како голем контрибутор во буџетот и во состојбата на населението во Република Македонија. Да, они пак ова е континуитет на оние проекти, бегање на успешни проекти од ВМРО-ДПМН, па сега мафтаат со некоја физибилити студија
дека аеродромот таму немало да биде економски исплатлив, што не е апсолутно точно. И тој аеродром, како што кажавте, немаше само да го обслужува тој источен регион на Република Македонија, туку со новата инфраструктура, автопатите и близината на Македонија со нашите соседи, тој аеродром ќе можеше да биде користен и од нашите соседи, и ние како држава ќе имавме и екстра приноси од аспект на тој дел. Али кога ќе тргнете дека овие луѓе не може да испроектираат еден обичен локален пат, тоа за нив е научна фантастика, и они, обидувајќи се да играат на ниски страсти пред локалните избори, тие средства ги алоцира. Вчера можев да видам на 99 сметам проекти, ги разгледав сите проекти детално, и тоа се аплицирало во владата. Ако имате готов проект, но тука можете да видите дека помеѓу општините постои една голема разноликост и нетранспарентност. Тоа е вака заштитен знак на оваа влада, но и диспаритет помеѓу проектите. По мене сакам некој да ми одговори како во одредени општини кои што се блиски на владеачката партија во коалицијата ДОИ добиваат поголеми средства, а се помали во жители, а оние општини кои што се можеби со повеќе со жители добиваат проекти од помала финансиска вредност. По кој аспект се правени тие проекти? Прво треба да се одговори, а понатаму ова не е ништо повеќе од оној така популарно наречен бомбон на бизнисот аспект на владата на Заев, заради тоа што соочени со фијаското во сите сфери на општеството. Јас сметам дека оваа владеачка структура нема да издржи уште долго, и се што прават они од овој момент натака, дали било со Гама и Макпетрол, дали било со овие тендери кои што ќе ги распишуваат тек добрва и за кои што исклучително тврдам дека нема да стигнат до локалните избори, ама исто како пред сите избори кои што прават, ќе одат, ќе ги лажат граѓаните, ама се помалку им помага, или со оној фамозен закон за марихуана, каде што треба да се наведе потеклото на тој што ја продава, тоа се фирмите на Заеви, пробуваат да прибават колку што е можно повеќе средства за оние години кои што ќе бидат во опозиција, прво како партија ги поминат многу полесно, а понатаму и Заев соочен со, верувајте, судските постапки кои што неминовно ќе ги добие заради сите криминали кои што ги има направено, да полесно успее да се избави од сето она кое што го има направено. За жал на крајот од денот ќе трпат граѓаните, капитални проекти нема да има. Сите тие ставки кои што се прават сега се прават само предизборно, да се каже дека ќе се засилат единиците на локалната самоуправа или општините, а на крајот тоа ќе биде брутално искрадено како се што е досега. Еве како пример ќе наведам што е општина Рачино по приоритетна за да добие 500.000 евра за ковид, како една од општините со најмалку заразени, веројатно општинската администрација тоа добро го администрира, па луѓето не се заразуваат таму, од еден аеродром кој што е број 1 и во државата, а и во градот Скопје на заразени. Ја чинам дека многу подобро ќе беше тие средства да ги добиеше аеродром или Тетово или Гостивар како градови кои што се поголеми, кои што имаат многу поголем проблем со заразите од короната, отколку тоа да ги добиеше општина Рачино, ама сепак предизборните фактури на Заев стасуваат, а за жал ние ќе треба да ги плаќа. Кога сме веќе кај тие инвестицијски циклуси, Македонија последниот период изгуби, тоест не доби 130 милиони евра од европски фондови, затоа што преговориве со Европската унија запна, нели, оној договор што беше подпишан со Бугарија, не убедува, имаме датум, на неколку пати имаме датум, меѓутоа се испостави на крај дека имаме само датум за вето и ништо повеќе од тоа. До она да видиме дека со Бугарија постигнат договор од 11 историски ликови настани, има договор за 3, меѓутоа ние се уште не дознавме кои се тие. Ние добиваме информации од бугарски медиуми, од наши бугарски колеги, од бугарското собрание, меѓутоа кај нас нема никаква информација. Докаде се преговорите, што се преговара, зашто се преговара, ние како новинари не можеме, вие како пратеници во собранието, што треба утре да изгласате нешто, вие немате никаков контакт со тоа. Ќе побарате ли тука некаква комисија? Два пати имавме обид. Пратеникот Антонио Милошовски како претседател на комисијата за надворешни работи се обиде да обезбеди присуство на вице-премиерот, на министерот за надворешни прашања, да дојдат и да одговорат. Што тоа се преговара? И секогаш прво владеачкото мнозинство не беше присутно и велеа на пресконференциите дадени преку нивниот координатор на пратеничката група дека нема да учествуваат на театар. Видете прво колку понижувачки навредливо кон македонскиот народ, дека оние прашања кои што сите ние заслужуваме да ги знаеме, биле театар, а понатаму дека ние сме го нарушувале преговарачкиот процес во исто време кога велеа дека нема преговори за клучните идентитетски прашања.
Понатаму еве тој договор, конкретно кажавте за оние 130 милиони кои што ние ги загубивме, има и неколку други компоненти освен историската. Има образовна каде што ние може и треба да го интензивираме соработката со Република со Бугарија на нашите универзитети за да можат студентите од таму да учат тука или нашите студенти подобро да се образуваат таму, и економска соработка да се продлабочи економската соработка. Освен во првите 3 месеци каде што имаше мало зголемување на економската соработка помеѓу двете земји, од тој момент натака дури при подпишан договор таа економска соработка само тоне. Тука е таа неспособност на владата за која што ние говориме. И овие 130 милиони евра нема да бидат искористени само ради неколку причини. Прво, слабата можност на организација и администрација на владата за реализација на проекти. Не знаат и не можат заради тоа што треба да се има квалитет и треба да се работи. А второ, тие европски пари подлежат на сериозна контрола од Европската унија и тие пари не може да бидат крадени по принцип 1 евро за вицето, а 1 евро за таму не знам кој. Тие луѓе и тие пари што ги даваат сакаат да почиваат на конкретни проекти кои што ќе треба да се реализираат и времени ситуации кои што ќе бидат исплатени таму каде што треба, и тука го гледам неинтересот на владата за реализирање на тие проекти со европски пари заради тоа што еве кажувам отворено, од тие пари не може да се краде. Од аспект на националните предавства тоа им иде многу добро. Еве јас, како што кажав, сум од Ѓорче Петров, неколку пати побарав владеачкото мнозинство да ми одговори, еве да не го нарушувам преговарачкиот процес, да ми одговорат што за нив представува ликот и делото на Ѓорче Петров како еден од ликовите кој што е влезен во таа историска епоха во која што се преговара. Видете, тоа го доживам и како личен пораз, што ги делам со браниските клупи со луѓе кои што едноставно не можат или не смеат или се плашат да кажат дека предаваат македонски јазик. Имавме и таков случај, слободно можете да го истражите и да го побарате, со луѓе кои што се плашат да кажат во која држава живеат, со луѓе кои што се плашат да кажат што бил Гоце Делчев. Народот тоа го препознава и народот тоа го знае. И ваквите капитулациони договори ќе бидат поразени на наредните избори без разлика од каков карактер тие ќе бидат организирани, дали ќе бидат парламентарни заедно со локалните избори. Но она што мора да се спречи е наравот на Зоран Заев да тоне и да продава се она кое што е национална светост и да не остави едноставно обезличени како народ кој што само живее на одредена географска територија и ништо повеќе од тоа. Таква е тенденцијата и тука сакам да бидам брутално искрен. Тоа не постои начин да се спречи, освен победа на избори на ВМРО, ДПМН и на партиите кои што отворено се залагаат против вакво сценарио. Тука ќе искористам и ќе се приклучам кон изјавата на председателот Христијан Мицковски. Најврвен демократски инструмент за промена на власта е гласање на избори. Позади параванот никој не знае кој за кого гласа, така да го повикувам македонскиот народ и се повикувам на неговата мудрост, веќе на наредната можност да го казни Зоран Заев за сите овие предавства кои што ги прави и кои што несомнено ќе продолжи да ги прави во наредниот период. Дали очекувате предвремени парламентарни избори заедно со локалните наредната година, со оглед на тоа што вие имате поднесено барање за интерпелација на министерот Димитров, ако не се лажам, некаде средината на јануари треба да биде на точка во собрание, дали ќе побарате интерпелација за цела влада? Не само што очекувам, туку се надевам дека ќе има предвремени избори наредната година, чувствувајќи го расположението кај народот. Морам да кажам дека претходните талибански избори кои што беа организирани во сред пандемија не ги дадоа посакуваните резултати ниту за опозицијата, а верувајте ниту за Зоран Заев. Зоран Заев ќе бега од избори, прво заради тоа што соочен со нискиот рейтинг кај власта, а понатаму заради тоа што оваа држава повеќе нема пари за да се злоупотребуваат во купување на гласови, а и кулуарите шпекулираат дека и овие избори имаат чинато и фамилијата Заев доста средства кои што сега во моментов преблизок е рокот за да може да ги акумулира и повторно да ги пушти. Ќе поднесеме интерпелација и за владата, ќе поднесеме интерпелација и за министрите за кои што сметаме. Веќе на 30 ќе има пратенички прашања каде што ќе се обидеме да ги прашаме владините функционери да ги извадиме од онаа нивна комфорт зона. Морам да истакнам и повторно да укажам на огромно незадоволство внатре во коалицијата и владеачкото мнозинство на СДСМ и нивните коалициони партнери заради оној нарав на Зоран Заев да се излаже се она што може да се излаже, ништо по тоа да не се реализира, така да ја повикувам јавноста да го следи процесот. Ова ќе биде процес кој што
ќе биде доста интересен со доста присврти. И јас верувам дека Зоран Заев ќе биде приморан заради лошото справување и со пандемијата и со оние економски последици кои што ќе дојдат во наредната година, да биде соочен со расположението на народот и да биде поразен. И јас сум сигурен дека наредниот пат нема да го спаси апсолутно ништо, односно желбата на народот на Македонија да го соочи со одговорност и за предавствата и за сите овие работи кои што ги поминавме изминатиот период, односно тоталното фијаско во економијата, во социјалата, во здравството и образованието, е неминовно неговото соочување со одговорност. Господин Стојановски, ви благодарам на одговорот. Благодарам и на вас за можност.